рекламите се враќаме во вестите на Ирис телевизија. Партиите се подготвуваат за локалните избори. Штипските социјалдемократи едногласно за единствен кандидат на Конгресот на партијата на 27 мај го избра Зоран Заев. Додека партиите се подготвуваат за изборите, денеска со соопштение излезе и Државниот инспекторат за локална самоуправа, во кое се вели дека до крајот на годината актуелните градоначалници функцијата ќе извршуваат технички. Штипските социјалдемократи едногласно за единствен кандидат за председател на СДСМ го избра актуелниот председател на партијата Зоран Заев. Председателот на Општинската организација на СДСМ во Штип Владимир Милошев истакна дека на седницата се одредени и кандидатите за Централниот и надзорниот одбор на партијата. Во централата се испратени 7 кандидати за учество во највисоките партиски тела. Секако дека испративме до централата наши кандидати за членови на Централниот одбор и кандидати за членови на надзорниот одбор. Потоа на Конгресот на 27 мај ќе се утврдува конечниот состав на Централниот и надзорниот одбор. Така, дали ова значи дека ова се и подготовки за престојните локални избори? Па на некој начин, да, бидејќи потоа ќе следуваат интензивните подготовки по пресред на најавените есенски локални избори. По Конгресот на СДСМ на 27 мај, Милошев вели дека стартуваат и подготовките за локалните избори. Очекува дека наскоро ќе се најде и решение за локалната власт. Инаку од денеска, според толкувањето на ЗЕЛС, градоначалниците се во работен однос, но без мандат. Но попладнево со соопштение излезе и Државниот инспекторат за локална самоуправа, во кое се вели: мандатот на советниците истече на 24 март и сите одлуки донесени од советите вкупно 680. Инспекторатот ги поништи и се ставени вон сила, а на градоначалниците може да трае до завршувањето на тековната година, односно до 31 декември. Од инспекторатот појаснува дека според 2 члена од Законот за локална самоуправа мандатот на градоначалниците трае до завршување на тековната година, односно до 31 декември. Па со оглед на изминатиот мандат на советите, градоначалниците извршуваат техничка функција, но во никој случај не смеат да прекинат со функционирањето на општината, а ако не ги извршуваат обврските, ќе се соочат со санкции. Градоначалниците во Македонија сега се само чувари на имотот со кој до вчера раководеа. Останаа со скусени ингеренции откако истече нивниот 4-годишен мандат. До новите локални избори или пак до измена на законите во собранието ќе се снаоѓаат, особено околу финансиските потреби за нормално функционирање на децентрализираните институции. Се уште неизвестна исплатата на субвенциите. Министерството за финансии не открива дали поутре конечната одлука на Уставниот суд ќе почне со исплатата на субвенциите за земјоделците. Неизвестно е дали сите подпишани налози ќе се исплаќаат наеднаш или сепак ќе се оди етапно, иако според информациите од платежна и од земјоделските здруженија, исплатата ќе се одвива по сектор. Па и да сакаме, одеднаш сите пари не можат да бидат исплатени. Знаете вие дека тоа аплицираат околу 80.000 апликанти. Тоа се исто толку налози, или може и повеќе, поголем број на налози. Ќе биде сукцесивна исплатата, како што вети директорот на платежната агенција. Прво ќе се исплаќаат житариците, поледелството, па после градинарството и на крајата сточарството. Не е битно дали ќе закаснат 5 или 10 дена, најбитно е да земјоделците ги добијат, иако со закаснување, ги добијат своите средства, затоа што ова, по наше мислење, е една од најлошите години во земјоделството. Алкохолот е причина за многу несакани последици. Се вбројува како најчест фактор за сообраќајните несреќи со последици. Затоа пред прославата на матурските вечери од полицијата со апел: млади, не конзумирајте алкохол, тој не е причина за среќа. И оваа година, традиционално пред почетокот на прославата на матурските вечери, од Штипската полиција апелираат до младите матуранти за време на прославата на зрелоста во добро друштво и во семена атмосфера да бидат внимателни со консумирањето на алкохол. Потсетуваат дека алкохолот може да донесе и проблеми.
Алкохолот не е причинител за среќа, туку напротив, најчесто е причина за проблеми, започнувајќи од нарушување на јавниот ред и мир со карање, викање или непристојно и дриско однесување, фрлање или кршење шишиња, чаши или други предмети, предизвикување или учество во тепачки, физички напади, сообраќајни несреќи и друго. Најчесто покажува полициската пракса, проблемите кои се јавуваат при овие прослави се резултат на прекомерната употреба на алкохол. Покрај тоа што статистичките податоци за претходните 3 години укажуваат на намалување на негативните настани при одбележување на матурските прослави, сепак тие укажуваат дека се уште ги има и дека најголем број од нив се како последица од конзумирањето на алкохолот. Надлежните апелираат младите да го почитуваат законот, да соработуваат со полицијата и секој проблем кој може да се појави за време на славењето да се пријави во полицијата или на бесплатниот телефонски број 192. Филмската академија и телевизијата на Универзитетот Гоце Делчев угада Штип, заедно со истражувачкото друштво Урсус Пелеос, денеска на Природно-техничкиот факултет во Штип ја промовира документарно-научниот филм «Хидролошки карактеристики на пештерата Слатински извор». Авторот на истражувањата е на филмот за Слатинските извори Билјана Гичевска забележува дека се прикажани 5-годишните истражувања, при што се следени хидрохемиските карактеристики на изворската пештера и микрорелефните форми. Од аспект на колку се располага со вакви природни пештерски водни резервоари, Гичевска потенцира дека во тој дел Македонија се наоѓа на високото место, со оглед на тоа дека 10% од нашата земја е покриена со карст, а 40% од македонските градови се снабдуваат со вода од вакви извори. И тоа доволно говори колку е значењето за карстот и карстните води за испитување. Значи, нашето истражување се однесуваше, како што реков, на мал карстен извор и се потврди соодветно дека имаме доволно квалитетна вода за пиење. Во нашиот случај се потврди дека водата е плитка, дека брзината на движењето на подземните води е многу брзо. Меѓутоа, останатиот простор, поширокиот простор околу пештерата Слатински извор, до сегашните наши анализи покажува дека станува збор за така наречен контактен карст. Ректорот на Штипскиот универзитет Блажо Боев вели дека ова е првиот документарно-научен филм направен од страна на УГД телевизија, а понатаму ќе следат и други вакви проекти, со цел да се прикаже истражувањето на наставниот кадар од областта на природно-техничките науки и земјоделството. Македонските појави, да кажеме, или водни ресурси се исклучително добро истражени и на високо ниво. И слободно може да ви кажам дека се едни од поквалитетните води за пиење во Европа. Јас слободно ќе ви кажам дека сите населени места во Република Македонија пијат од водоводите и нигде немате водовод кај што не го употребуваат за пиење. Тоа е добар показател и доволен елемент дека она што се наоѓа во животната средина во Република Македонија од аспект на заштита на природните ресурси, пред се водите за пиење е во исклучително добра кондиција. Ректорот Боев на денешнава промоција на документарно-научниот филм «Хидрогеолошки карактеристики на изворската пештера Слатински извор» забележа дека не треба да се стравува дека нема да имаме квалитетна вода за пиење во земјава. Денес во Американското катче во Штип беше презентирана проектната програма на USAID Македонија. Директорот за генерален канцелариски развој Едвард Гонсалес истакна дека во Штип USAID пред се работи на поддршка на проекти и активности во кои се вклучени млади луѓе. Директорот за генерален развој во USA Македонија денес во Американското катче во Штип ја презентираше проектната програма. Низ презентација даде преглед на активностите во период од 25 години постоење на USAID. Во моментот во Република Македонија во текст се 27 проектни активности. Today I'm going to be giving a presentation Мојата денешна презентација е наречена USAID Македонија, кои сме ние и што работиме овде во Македонија и ќе пружам еден преглед на сите тие, како што веќе споменав, преглед на сите тие настани кои што се случувале и сите проекти кои што се поддржани од USAID. USAID постои во Македонија веќе 25 години. Ние имаме одлична соработка со приватниот сектор, со владата и со граѓанските организации. И моментално работиме на 27 проекти кои што се посветени на економскиот развој, на демократијата и развојот на општеството. Преку USAID програмата во Штип се реализираат проекти кои се наменети пред се за младата популација.
In Štip, we have many Во projects. Штип имаме многу проекти кои што се посветени на работа со младите, а еден од нив е многу битен за нас е Civic Engagement Project или ангажирање на младината и на општеството во различни проекти. Овој проект всушност нуди финансиски средства за создавање на проекти кои што ќе пружат соодветна врска помеѓу граѓаните и локалната власт. Another of our projects that is operating here in Štip. Уште еден битен проект е проектот Читачите се лидери. Овој проект е во соработка со сите училишта во Македонија и е посветен на започнување со читање од млади години, а исто така се посветува и на математика. And also math. Инаку досега, USAID во Македонија има инвестирано 64 милиони долари, од кои за развој на демократските процеси се инвестирани 24 милиони долари, за едукација 15,5 милиони, а за економски развој 24,5 милиони долари. Во рамките на манифестацијата во чест на поетот, денеска во Центарот за култура Ацо Шопов во Štip се одржа промоција на книги од авторите Раде Силјан и Велес Милевски, кои на овој начин го одбележаа 50 годишното пријателство. Во чест на поетот, манифестацијата на Štipскиот културен центар продолжува. Денеска во спомен собата на поетот Ацо Шопов се одржа промоција на книги. Раде Силјан пред Štipјани ја промовираше најновата 17-та поред стихозбирка Устата на јавето, а Велес Милевски ја промовираше песната Полимпсест. На овој начин двајцата современици во македонската литература го одбележаа јубилејот 50 години пријателство. Ова е моја 17-та поетска книга. Работена е подолго време и мислам дека представувам вид синтеза на моето досегашно повеќе од 4 години поетско творештво, а книгата кореспондира со ова време. Мислам дека многу аспекти во поезијата, многу пораки се препознатливи за судбината на македонскиот народ. Мојата книга носи наслов Песната Палимпсест, што туку објавена во издание на Диалог од Скопје и таа донесува дел од моето творештво што е создавано по 2000 година, како и толкувачки текстови од 20 критичари. Во чест на поетот е традиционална манифестација на Центарот за култура Ацо Шопов во Štip, поврзана е со одбележување на два датуми, раѓањето и физичкото разделување од поетот Шопов. Еколошкото друштво Виножито Štip активно работи на подигнувањето на свеста кон заштитата на непосредното животно обкружување. Посебна интерактивна едукација на учениците, екологистите организираат во еколошкиот парк Виножито. Секако за успешно имплементирање на еколошката програма, поддршката доаѓа и од соработниците за кои екологијата и поддршката на невладиниот сектор е имперактивен процес. Еколошкото друштво Виножито од Štip на 2 децении активно работи на активности за зачувување на животната средина. Екологистите поддршката ја имаат и од граѓаните и од институциите. Соработката со Фондацијата за развој на локалната заедница е редовна. Виножито со благодарница за поддршката и соработката на Фондацијата за развој на локалната заедница, посебна соработка за поддршка на граѓанскиот сектор. Виножито долги години соработува со Фондацијата за локален економски развој. Навистина сме благодарни за нивната сестрана поддршка, како финансиска, како едукативна. Многу семинари во овие 25 години едукативни посетивме благодарение на поддршката на Фондацијата. Тие се единствени што даваат помош за да може да функционира граѓанскиот сектор во овој град. Навистина сме благодарни и би сакале да продолжиме со оваа соработка, но сметам дека таа соработка треба да ја поддржуваат сите, затоа што граѓанскиот сектор е важен сегмент во едно демократско општество. Ова е апел пред локалната самоуправа да обезбеди простор за граѓанските здруженија. Затоа ја користам оваа прилика да ја кажам едно големо благодарам на господја Невенка Гирова Лунгурова.
На нас како организација и на целокупниот персонал на фондацијата многу ни значи оваа благодарница, затоа што е еден вид на признание на нашата работа и тоа ќе биде дополнителен потик да продолжиме да ги поддржуваме граѓанските организации и во Штип, меѓутоа и во регионот. Во иднина ќе имаме некои активности, се надевам дека ќе бидат од голема помош не само за вашата организација, туку и за целиот сектор. Екопаркот е редовно посетен од граѓаните, а таму екологистите редовно организираат интерактивна настава за учениците. Маркетот Елкос редовно ја дава поддршката за успешна реализација на проектните активности. Секако екологистите со благодарност до Елкос. Денеска сме гости во трговскиот центар Елкос и сакаме да заблагодариме за нивната повеќе годишна соработка со Виножито, тоест директно спонзорирање во сите наши еколошки активности. На нас многу ни е битно да работиме во здрава животна средина, а посебно задоволство ни причинува тоа насмевката на децата што ја добиваме како возврат на тоа што ние даваме некое мало учество во нивната работа и како поддршка на, мислам, што се явуваме како спонзор на нивните активности. Во периодот кој следи, Еколошкото друштво Виножито ќе реализира проектни активности посебно за вмрежување невладини организации, за поддршка на граѓанскиот сектор, но и за едукација на младата популација, посебно за подигнување на свеста кон екологијата. Тројца повредени во сообраќајни несреќи во Штип и Кочани, кривични за силување и насилство во Кочани и за противправно лишување од слобода. 55 годишен штипенец се здобил со тешки телесни повреди во сообраќајна несреќа откако во него со возилото удрил 34 годишен возач од Штип. Несреќата се случила на улицата Сутјеска. По укажаната лекарска помош во клиничката болница, повредениот пешак бил пуштен дома. Во Кочани во сообраќајна несреќа во која учествувале мотоциклист и возач на Рено Меган од Кочани, повредени се мотоциклистот и сопатникот на мотоциклот Хонда, без регистарски таблички, управуван од 18 годишен кочанец. Тој итно бил препратен во Штипската клиничка болница, а сопатникот е задржан на лекување во Кочанската болница. Како најчести причини за сообраќајните несреќи од СВР Штип ги посочи алкохолот и брзото возење. Најчести причини за случување на овие сообраќајни незгоди се конзумирањето на алкохол и неприлагодената брзина кон условите и состојбата на патиштата. Вчера во Струмичката полиција 46 годишен жител на Светиниколското село Дурфулија пријавил дека 26 годишниот ЛБ од Струмичко Баница и го зел пасошот на 22 годишната РА од Турција. Полицијата излегла на терен и утврдила дека турската државјанка е во куќата на пријавениот. По интервенција на полицијата е била вратена патната исправа на девојката од Турција. Против ЛБ во консултација со основното јавно обвинителство ќе биде поднесена кривична пријава за противправно лишување од слобода, информираат од МВР. Со кривични пријави од Кочанската полиција за силување и насилство денеска се и двајца кочанци. Првиот 26 годишен е осомничен дека пред 3 дена во индустријскиот дел на градот во неколку наврати насила со употреба на сила се обидел да изврши полови дејствија врз 21 годишна девојка, нанесувајќи и повреди по телото. Втората кривична пријава од полицијата ја заработи 25 годишен жител на Кочани за насилство. Пријавениот се товари дека во месец март оваа година без причина нападнал болничарка на оделението за гинекологија во Кочанската болница, при тоа кршејќи го стаклото и нанел посекотина во пределот на лицето. Младинците на УГД студент од Штип ќе се борат во финалето за шампион на Македонија, а кадетките на УГД студент ја победија во првиот полуфинален меч во Скопје екипата на Јанта Волеј. Денес во Струмица се одржува завршниот Final Four турнир на 4 најдобри екипи во конкуренција на младинци. Според информациите од членот на раководството Методи Папаро, веќе заврши полуфиналниот меч во кој екипата на УГД студент ја победи екипата на Борец од Велес со резултат 2:0 во сетови и се пласира за големото финале. Екипата на УГД студент, предводена од тренерот Ване Сенев за шампионската титула, најверојатно ќе се бори против екипата на Струмица, која е голем фаворит пред мечот со екипата на Крушево. Пред портите на финалето, но на кадетското првенство на Македонија се и кадетките на УГД студент. Тие во првиот полуфинален меч направија вистинска сензација,
победувајќи во Скопје екипата на Јанта Волеј со резултат 0:3 во сетови. Ако се биде во ред, тогаш реваншот во Штип ќе биде само формалност за штипските одбојкарки, кои ќе го очекуваат противникот во финалето, победникот од мечот помеѓу СВСК Куманово и Наковски Волеј од Струмица. На државното јуниорско првенство во борење што се одржа во Скопје, борачите на Балканец освоија 1 прво, 4 втори и 1 трето место. Екипно првото место го освои Лирија, второто Балканец, а третото место му припадна на Тефејус. Одлични борби беа прикажани на државното јуниорско првенство на Македонија што се одржа во Скопје, а според информациите најдобриот потек на првенството го направил борецот на Балканец Александар Донев во полуфиналната борба со Рамадан Мустафовски од Тефејус. Александар Донев на крајот беше втор во категоријата до 84 килограми. Севкупно борачите на Балканец освои 1 прво, 4 втори и 1 трето место. Прво место во категоријата до 96 килограми освои Михаил Николов, а втори во своите категории беа Марти Стојанов во категорија до 55 килограми, Александар Донев во категорија до 84 килограми, Џан Назифов во категорија до 96 килограми и Иле Харалампиев во категорија до 120 килограми. Екипно најдобар пласман оствари боречкиот клуб Лирија Скопје, прве со 34 бодови, вторе Балканец Штип со 26 бодови, трето место освои Тефејус Скопје со 8, а екипите на 7 мај Леов од Прилеп, Бучим Радовиш, Спартак Коцени и Студеницини Скопје освоија по 5 бодови. Инаку, според информацијата од Дејан Богданов, подпредседател на Федерацијата на боречки спортови на Македонија, во Скопје на подготовки се борачите кои ќе настапат на Европското школско првенство што ќе се одржи во градот Белград, Република Србија. Под раководство на тренерот на репрезентацијата Давор Тасев се и тројца членови на Балканец со Штип и тоа: Стефан Штериов, кој ќе настапи во категорија до 35 килограми, потоа Ненад Панов во категорија 42 и Филип Тасев кој ќе настапи во категорија до 53 килограми. Македонската школска репрезентација за Белград ќе отпатува во четврток, а првенството ќе се одржи во престојниот викенд. Со последните информации од спортот ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе можете да не посетите на социјалните мрежи. Пријатно!